Почитувани, предизвиците кои ги наметна коронавирусот не ставија на тест нас и целиот свет. Покажавме одговорност, солидарност, способност за брза реакција и адаптирање кон новонастанатата ситуација. Ние одлучивме дека оваа здравствена и финансиска криза нема да ја гледаме само како проблем и ризик, туку пред се како нова можност за нова македонска економија. Владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, воведе 3 пакети на економско-социјални мерки, чија вкупна вредност е 550 милиони евра и со кои се офаќаат 730.000 корисници. 100.000 граѓани ќе добијат домашни платежни картички во вредност од по 9.000 денари. Со тоа ја зајакнуваме потрошувачката на домашни производи и услуги, но пред се ја зголемуваме куповната моќ на граѓаните и го леснуваме нивниот живот во услови на криза. Оваа мерка е достапна за сите невработени лица, баратели на работа кои немаат над 15.000 денари месечен приход според управата за јавни приходи, како и приматели на гарантирана минимална помош. Воведовме ваучери за домашен туризам од по 6.000 денари и домашна платежна картичка од по 3.000 денари за 100.000 граѓани. Со оваа мерка се офатени сите вработени граѓани кои примаат месечна нето плата под 15.000 денари и немаат други приходи во 2018 година според управата за јавни приходи. Граѓаните ќе можат да го искористат ваучерот за одмор и летување во домашните хотели и други сместувачки капацитети, а платежната картичка за поттикнување на купување на домашни производи и услуги. Силна поддршка даваме и на нашите млади сограѓани, преку парична поддршка за 100.000 студенти и средношколци. Мерката вклучува ваучери од по 6.000 денари за покривање на партиципација во универзитет и сместување во студентски, ученички домови и регистрирање сместувачки капацитети за студенти и средношколци, како и платежна картичка за овие млади во вредност од по 3.000 денари за домашни производи и услуги. Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е одговорна партија. Ние сакаме консензус за важни прашања како што се изборите. Но доколку ВМРО ДПМН упорно избегнува консензус, тогаш изборите по сила на закон ќе бидат на 21 јуни. Во време кога земјите во соседството, како Србија и Хрватска, брзаат да организираат избори за да не влезат во нов пик на коронавирусот и со тоа во нова криза, Мицкоски и ДПМН бараат одлагање на изборите за наесен, кога според Светската здравствена организација се очекува нов бран на болеста. Затоа, нема да дозволиме незрелото и неодговорно несување на Мицкоски да ја турне државата во здравствена, финансиска и политичка криза. Имаме одговорност пред граѓаните и државата. На граѓаните им требаат целосно функционални институции со нов мандат за да им служат и да се подготват за новиот бран од коронавирусот. Благодарам.